Добро утро и од мене, јас сум Кристина Атовска, ова е последната тема во денешниот понеделнички утрински брифинг и ќе ја посветиме на здравствени теми, но не за короната, иако за короната ќе мора да разговараме уште долго со оглед на тоа како стојат работите, но оваа тема денеска ќе ја посветиме на физичкото здравје на најмладите, на децата. За тоа разговарам со докторката Александра Димова, специјалист ортопед. Добро утро, доктор Димова, благодарам што се вклучивте во денешниот утрински брифинг. Добро утро. Неколку фактори придонесоа во овој изминат период за зголемено време траење на седење на децата. Дојде короната, дојдоа нови реформи во образованието, дигитализација и секако сите оние затворености и сите оние прилагодувања кои мора да бидат направени поради короната, некако ги ставија децата врзани за столчеве, така да се изразам. Тоа се многу часови секојдневно седење пред компјутер, што има ли последици? Што може да предизвика седење во таа положба повеќе од 10 часа на ден? Последици секако ќе има. И пред короната веќе имаше немала бројка на деца со мал временски период посветено на физичка активност заради начинот на живот и темпото на живот кој го имаме во денешницата, но дефинитивно со пандемијата, со онлайн наставата, со карантините, тоа зема голем замав и последиците веќе ги гледаме секојдневно во амбулантите. Намалената физичка активност подразбира не само отсуство на спортови, кои што барем на часовите по физичко воспитување би ги имале децата во училиште, а исто така и со дополнителни спортски активности, нели секој според интересите, но и самото седење дома, како што спомнавте, долги часови врзани за столче пред компјутер, допринесува за лошо држење на телото и за поголем ризик од развој на деформитети пред се на арбетот, но исто така и на стапалата. Кој е временскиот период во кој што може да се развијат овие деформитети? Еве сега во моментов зборуваме за еден период од, ќе речеме, 2 години од како дојде на короната. Дали се доволно 2 години за да се развијат деформитети, како што споменавте, или потребно е многу подолго време да се седи, или многу подолго, зборувам во години и месеци, за да се случи оваа негативна појава? Деформитетите пред се на арбетот од типот на сколиоза и кифоза не се врзани само со физичка неактивност и лошо оддржање на телото, тука улога играат и генетските фактори, меѓутоа таму каде што веќе има предиспозиција, треба многу малку време и овој период од 2 години е секако сериозен временски период, за да го подпомогне, да го стимулира развојот на тие деформитети. Пред се мускулатурата на арбетот, како и стомачната мускулатура, треба да се доволно цврсти за едно правилно држење на телото, а тоа подразбира секако дополнителна физичка активност. Седењето не е кај децата за жал само на столче, туку со денешниот развој на технологијата, тие се по цел ден во некоја неприродна положба, дали е тоа дружење со таблет, со мобилен телефон, со лаптоп, пред телевизор, повторно на кауч, на фотеља, на под во некоја неприродна положба, сето тоа допринесува за развој на деформитетите. Исто така, немањето на можност за практикување на спортови, кои што секако се класифицирани по возраста, но да речеме пливањето како еден од најдобрите спортови, кои што е погодна и за помладата возраст кај децата, кое што сега е оневозможено, доведува до зголемување на деформитетите пред се, како што кажав, на арбетот, од кифози, од сколиози, од едно генерално лошо држење, значи добиваме во амбуланта деца кои што буквално кога ќе ги погледнеме
немаат симетрија, значи едното рамо е повисоко од другото, струкот е асиметричен, стоењето е неприродно во една извиткана положба, подпрена на една нога и така натака. Исто така самата физичка неактивност и неизлегувањето надвор и во природа допринесува за лош развој на тапанската мускулатура, која што е причина за појавата, односно не појава, туку неовозможување на развивање на сводовите на стапалата и избегнување на тоа да детето добие рамни стапала на крајот од својот развој. Во наше време детската игра се одвиваше на улици, а денеска децата седат пред компјутер за да играат и за да се дружат. Новите технологии им ја дадоа таа можност заедно со другарите, но сепак од дома, од пред својот компјутер се одвива таа детска игра. И сега откако мора им е наложено да седат дома пред компјутер и да учат поради пандемијата, неможноста да се излезе, како да ги убедиме децата? Што треба да се преземе за да им се објасни на децата дека треба можеби да намалат од времето за гейминг, за игри, во корист на здравието? Со оглед на тоа што на добар дел од децата наставата им е врзана за компјутерот, секако барем во тој дел кој што е задолжителен во смисол на образованието, мора родителите да инсистираат да се скрати времето пред екраните во останатиот дел од денот. Иако живееме во пандемија, сега веќе ситуацијата не е таква каква што беше на почетокот со карантини и со полициски часови, значи има можност да се излезе во природа, има можност во најмала рака и во домашни услови да се спроведуваат одредени вежби. Кај децата со нормален развој, значи кај кои што не се детектирани некои сериозни структурни деформитети, нема потреба од некакви конкретни медицински вежби или од некакви сериозни програми на вежби. Доволно е, повторно врзано со технологијата, секако може да се најдат на YouTube еден куп програми за лесни вежби кои што можат и низ игра и низ забава да бидат и едно дружење за целото семејство и децата физички да се активираат. Споменавте веќе дека гледате повеќе случаи во болницата. Што е ли праксата? Колку е зголемен бројот? Дали е значително поголем бројот на деца кои доаѓаат по пандемијата? Бројката дури ми се чини алармантна, значи речиси сите деца кои што доаѓаат на некаков редовен скрининг, на некаков систематски преглед, кои што се или од раната предшколска или од школската возраст, се во најмала рака со лошо држење, со слабо развиена мускулатура и што е уште полошо, некако безволни да се вклучат во некаква активност и во некаква вежба. Она што секако го алармираме и веднаш го даваме како совет и на родителите, разговараме и со децата, особено со тинеџерите, со оние малку повозрасните, нели, со кои што може и на кои што може и лично да им се укаже дека е доволно макар и половина час во денот да се одвои за некаква вежба, за некаква активност. Никогаш нема инсистирање тоа да биде нешто наложено. Секој може да си го одбере она што нему ќе му одговара според собствените интереси, но секако да биде како една дневна рутина вклучено вежбање, активирање на мускулатурата, а кај помалите дечиња од предшколската возраст многу се важни вежбите за стапала. Како што споменавте претходно, порано децата растеа по улици, многу се играше надвор, многу се трчаше и боси, и по плажи, и по треви, и по паркови, натака денешните деца тоа го немаат како можност, затоа останува барем во домашни услови да се прават тие вежби за стапала.
Уште едно прашање секако што дојде со новиот начин на образование, а и вие го споменавте претходно во разговорот часот по физичко. Прво е можно децата да имаат малку часови по физичко во текот на неделата, а второт како е дојде на пандемијата, голем дел на родители се жалат дека наставниците го одложуваат часот по физичко поради тоа што е нели секако онлайн со изговор дека нема можности да се одржи тој час, им наложуваат, им кажуваат, ги советуваат децата да вежбаат, но тоа не се прави на самиот час по физичко. Прво, какво е вашето искуство и како мајка, дали сте виделе ваков случај, дали ова им се случало на вашите деца, а второ, како доктор, што е препораката за наставниците, како да се постават во оваа ситуација и како треба, впрочем, да се одржува тој час по физичко, за да не биде туку така прескокнат? За жал се случува, не е секаде исто, секако зависи од можностите на училиштето, на установата, од техничките можности на самиот наставник, со што располага и како располага, но пак ќе се навратам на тоа дека кога веќе мора да се користи технологијата, тука навистина може да се најдат еден куп програми за вежби кои што можат да се работат во групи пред екраните. Сведоци сме дека и многу други активности од типот на јога, пилатес, танцови разноразни и така натака кои што беа како некои дополнителни активности кои што сите ние нели според интересите си ги спроведувавме до пред пандемијата во животот, се префрлија на онлайн кога се смени начинот на живот, така што кога е тоа возможно, секако е возможно и часот по физичко да се одржи пред екраните, секако дека тоа не е исто, меѓутоа е повеќе од ништо и треба да се инсистира на тоа пред се за и на самите деца да им се створи навика и свесност колку е битна физичката активност за нивниот правилен раст и развој и за да некако се одржи сето тоа во континуитет до моментот кога ќе се вратиме повторно во нормален живот. Исто така апел до сите кои што се во можност сепак и покрај условите во кои што живееме да посетуваат некоја дополнителна спортска активност. Сега секако функционираат и спортските центри и базените со некакви протоколи, така што сакале или некеле мораме да се навикнеме на новото време во кое живееме и соодветно на тоа да си го адаптираме, да си адаптираме нашата дневна рутина во која што секако физичката активност треба да завзема едно значајно место. Доктор Димова, сосема за крај, бидејќи го посветивме секако разговорот на најважните, на најмладите, на децата, дали ова важи за возрастните, бидејќи со пандемијата и ние некако повеќе, ќе кажам, заглавивме во некоја седната положба, за разлика од претходно, на што најмногу треба возрастните да обрнат внимание? Сериозна е бројката и на возрастните со проблеми врзани за физичката неактивност и недвижење. Значи имаме една експанзија на проблеми со кичма, со врат, на дискус херни, на лумбоишијалги, а исто така и по возрастната популација и остеопорозата е нешто што се јавува како проблем врзан со недвижењето, така што како и за децата, подеднакво значајно е движењето и за возрастните. Ако нема можност за некакви посериозни физички вежби, барем едно секојдневно пешачење кое што ќе биде дали ќе биде во парк, дали ќе биде покрај кеј, дали ако има опција ќе биде и некаде на повисоко и надвор од градот во моментите на слободно време за викенди, треба да се вклучи. Значајно е исто така како за возрастните и за децата, само да не го пропуштам да го напоменам, и суплементацијата со D-витаминот, како еден витамин многу значаен
и за развојот на коските, но како што мислам дека сите веќе дозна, бидејќи многу се зборуваше за тоа околу третирањето на короната и за општиот имунитет на организмот. Доктор Димова, благодарам што одвоивте време утринава да се вклучите во утрински брифинг. Сега ве оставаме со обврските во болницата. Благодарам уште еднаш за ова вклучување. Ви благодарам и на вас.